На денешен ден, 27 март, денеска е меѓународен ден на театрите. Денеска е исто така ден на здравствено воспитание на Македонија. 1625 година умре британскиот крал од шкотско потекло Џејмс I Стюарт. Тој е прв монарх кој од 1603 година до смртта владееше и со Шкотска и со Англија. Исто така е и првиот Стюарт кој беше на англискиот престол. 1703 година рускиот цар Петар Велики на утоката на реката Нева во Балтикот основа град кој според него е наречен Санкт Петербург до 1914 година. Потоа до 1924 година Петроград, до 1991 година Ленинград, а потоа одново Санкт Петербург. Од 1712 до 1918 година беше престолнина на Русија. 1713 година Шпанија со Утрихтскиот мир и официјално го предаде Гибралтар на Англија. Од 30 мај 1969 година Гибралтар доби статус на британски доминион со внатрешна самоуправа. 1845 година роден е Вилхелм Конрад Рентген, германски физичар, професор на неколку универзитети во Германија. Во 1895 година ги откри Х-зраците, електромагнетски бранови, подоцна наречени рентгенски, кој најдоа примена во медицината и за тоа откритие во 1901 година ја доби Нобеловата награда за физика. Умре на 10 февруари 1923 година. 1898 година родена е Джозефина Меј Свансон, позната како Глорија Свансон, една од најголемите филмски легенди на Холивуд. Играше во 62 филма. Најголема слава постигна со улогата на Норма Дезмонд, пропаднатата артистка во филмот Булеварот на самракот на Вили Вајдлер, снимен во 1950 година. 1968 година при еден пробен лет со авион загина Јури Гагарин, првиот човек кој полета со космички брод во Вселината, херој на Советскиот сојуз. На 12 април 1961 година со космичкиот брод Восток ја обиколи Земјата за 108 минути, летајќи на височина помеѓу 181 и 327 километри. По поминатите 41.000 километри, успешно се спушти на Земјата. Роден е на 9 март 1934 година. 1977 година во Санта Круз на Канарските острови во Атлантскиот океан се случи една од најтешките авионски несреќи во историјата на цивилното воздухопловство. Во судирот на авионите Jumbo Jet на американската авиокомпанија и на холандското кралско воздухопловство загинаа околу 580 патници. 1992 година Република Македонија ја презеде контролата над целата своја територија со своја војска. За ова е потпишан договор во Скопје од страна на председателот на Република Македонија Киро Глигоров и генералот на ЈНА Никола Узелац. Со тој чин, всушност од Република Македонија се замина и последниот војник на ЈНА. 1998 година умре германскиот произведувач на автомобили Фердинанд Порше, основач на фабриката за спортски возила Порше АГ. Во времето на Адолф Хитлер беше еден од конструкторите на бубата. Volkswagen, автомобил произведен за масовна употреба. 2000 година Владимир Путин победи на председателските избори во Русија.